Приградски населби во Скопје ќе се поврзат со градски воз до центарот на македонската метропола. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека во Министерството за транспорт во моментов се подготвува проект и план за изградба на градски воз, кој што ќе ги поврза околните населби и села со центарот на градот. Почетната станица ќе биде сегашната железничка станица. Од тука ќе тргнуваат возовите до приградските населби околу Скопје. За сега не се знае колку ќе чини проектот, но Мицкоски уверува дека се наоѓаат решенија за проблемите еден по еден. Начекавме уништена држава со потонат систем, но ги исполнуваме нашите ветувања, вели тој. Очекувам дека многу скоро денеска на тој начин ќе можат скопјани и жителите на приградските населби околу Скопје да го користат. Така што тоа е уште еден чекор напред кон реформа во системот, реформа во секоја област. За жал многу треба да се реформира, не многу, се. Државата не беше на колена, државата беше комплетно уништена, потоната, не постоеше систем. До сега Македонија немаше ниту една карго локомотива. 1000 вагони беа закотвени кај Солон и пратките до Средна Европа не се испорачуваа преку земјава, бидејќи немавме ниту една локомотива. Се бараа рути кои што избегнуваа Македонија. Мицкоски вели дека наследил држава со приземјени авиони за гасење пожар, без патнички возови, локомотиви, неисплатени плати и со минус 200 милиони евра во буџетот. Таква беше состојбата. Авиони за гасење пожар преземјени, поради тоа што немаше сервис. Локомотиви немаше, патнички возови немаше. Минус 200 милиони евра во буџетот. Неисплатени плати во македонски шуми, во македонски водостопанство Македонија и така натаму. Сега да не должам, сме го зборувале тоа. Беше една апокалиптична состојба. Денеска работите се менуваат и добрата веза македонските граѓани е дека имаме влада која што е амбициозна, инспирирана и сака да испорачува за граѓани. Во Скопје одамна влада е хаотичен јавен превоз. Во мандат на актуелната градоначалничка Данила Арсова, автобусите остануваа без гориво и се возеа неисправни. Граѓаните се жалеа дека долго време чекаат на постојките и тоа за градски линии. Со цел да се најде решение, владата на почетокот на минатиот месец одлучи дека ќе купува 120 екоавтобуси, од кои 80 ќе бидат дадени на ЈСП Скопје, а останатите 40 ќе бидат распределени по други градови. Набавката ќе биде спроведена од Министерството за транспорт и врски.